Американскиот председател Барак Обама го обвини рускиот председател Владимир Путин дека ја уништува руската економија во залуден обид да ја обнови славата на Советската империја. Во едно од најострите обраќања, Обама во Баварија, каде што учествуваше на самитот на групата 7 индустриализирани земји, изјави дека русите страдаат поради Путин. Путин не учествува на самитите на Г7 по руската анексија на Крим во минатата година. Руските сили продолжуваат да оперираат во источна Украина, нарушувајќи го незиниот суверенитет и територијален интегритет, рече Обама. Според него, Русија сега се наоѓа во длабока рецесија. Путин е тој што треба да донесе одлука по кој пат ќе тргне. Дали ќе продолжи да уништува економијата на својата земја и ќе продолжи да ја изолира за да оствари погрешната желба повторно да ја врати славата на Советската империја, или дали ќе признае дека руската величина не зависи од нарушувањето на територијалниот интегритет и суверенитет на други земји, рече Обама, најавувајќи дека ќе има натамошни санкции врз Русија доколку продолжи на досегашниот нејзин курс. Во соопштенијето од самитот на Г7 се наведува дека сегашните економски санкции ќе продолжат се додека целосно не биде спроведен договорот од Минск кој е потпишан од украинската влада и од проруските бунтовници. Во врска со самитот, Кремљ оцени дека отсуството на Путин не било голема работа, бидејќи тој преферирал други формати кои се поефикасни и подобро ја рефлектираат рамнотежата на економската моќ во светот. Сега е невозможно 7 или 8 луѓе ефикасно да разговараат за глобалните проблеми, оцени портпаролот на Кремљ Дмитри Песков. Инаку на крајот од самитот во Германија, председателот Обама изјави дека глобалната економија се развива, но оти се уште го нема постигнато целиот свој потенцијал. Според него, Соединетите држави ќе треба поагресивно да ја зацврстат одбраната од хакерски напади, како што бил неодамна обелоданетиот врз компјутери на американската влада. Меѓу главните теми на дводневниот собир беше и борбата против милитантите на Исламската држава. Според Обама, сите земји кои учествуваат во меѓународната коалиција биле подготвени да направат дополнителни напори за обука на ирачките безбедносни сили во борбата против милитантите. Обама додаде и тоа дека Вашингтон се уште нема комплетна стратегија во помагањето на Багдад да ја врати контролата на територијата освоена од милитантите на Исламската држава. Предходно, како што рече ирачката влада, треба да се заложи како да изведе регрутирање и обука на новите сили. На самитот се разговарало и за климатските промени, при што е поддржано намалување на испуштањето штетни гасови во атмосферата.